пронаоѓање на равнотежа во вашиот живот. Го запозна Френк на еден преполн деловен лет. Додека тој е бездив, го спушташе своето тело со прекомерна тежина на тесното седиште, бришејќи ја пота од челото, го активираше својот BlackBerry, својот телефон со едната рака, а со другата го вадеше лаптопот од чантата. Без да одвои ни секунда да погледне наоколу, да удобно седне или едноставно да се опушти, почна да чука по неговиот лаптоп, додека истовремено остварувал серија телефонски повици, додека стюардесата не го натерала да застане. Френк беше успешен маркетинг директор, но неговото здравје било нарушено. Тој имаше прекомерна тежина, имал висок крвен притисок и страдал од несоница. Тој немаше блиски пријатели. Неговиот живот се промени од претерано егоцентричен во инертен и рамнодушен човек. Живел сам, јадел многу сладолед, грицки и пиел газирани сокови, додека се релаксирал пред телевизорот, обидувајќи се едноставно да ги намали високите нивоа на стрес и да ја намали тешката осаменост. Приказната на Френк, почитувани гледачи, ја илустрира изреката: брзаме, се грижиме, се закопуваме. Тоа е кинеска поговорка. Ние сме многу зафатени, но не успеваме кога станува збор за најважните приоритети во животот. Правиме многу, но бидејќи нема рамнотежа, тоа ни влие негативно, физички, емоционално и духовно. Прекомерната стимулација може да доведе во нашиот живот до рамнодушност и досада. Кога нашата стимулација пристигнува од сите страни, ние стигнуваме до точка да не можеме да реагираме со тоа со голема длабочина на било што. Бомбардирани сме со толку многу работи, што е возбудливо и го бара нашето внимание. Ние тежнееме во тие мигови да не обрнуваме внимание на ништо. Меѓутоа, следниве три принципи ја поставуваат основата, базата за постигнување рамнотежа, додека се стремиме кон личен, семеен и професионален успех. Тие се суштински и остварливи без разлика дали сте работник, професионалец кој многу патува, уморен домакин или ученик под стрес. Број 1. Најдете време за физичко здравје. Отврлите го размислувањето дека сте премногу зафатен да се грижите за вашето здравје. Следуваат основни алатки за управување со многуте приоритети и густи распореди што ги имаме во нашиот живот. Тие се задолжителни за зафатените луѓе. И затоа, почитувани гледачи, кофеинот, шекерот и алкохолот се стимуланси кои му го одземаат правото на нервниот систем на енергија. Тие водат кон истото, несоница и уште поголем замор. Овошјето, зеленчукот, житариците и јаткастите плодови богати со влакна се извор на хранливи материи и затоа тоа се и добри антиоксиданси, тие го градат вашиот мозок и го зајакнуваат вашиот имунолошки систем, го енергизираат вашиот нервен систем и ви едноставно помагаат да управувате со стресот. Рестораните, аеродрумите и продавниците за здрава храна сега имаат повеќе здрави, брзи опции како леб и печива од цели зрна, вкусни мешани зелени и овошни салати, мешонки, свеж зеленчук, мешавини за грицки и билни чаеви. Имајте шише со вода за да ве потсети дека треба често да пиете. Нервозата и заморот може да значат дека ви треба вода, доволно вода. Што да кажеме за вежбањето? Вежбањето ја намалува
анксиозноста и заморот ја зголемува енергијата и физичката, односно менталната состојба. Го подобрува менталниот фокус, решавањето на проблемите и секако расположението. Прошетка од 10 минути може да го подобри вашето расположение дури за 1 час. Кога патувате, користите го времето додека чекате на аеродром да пешачете. По долга средба или iscrpni денови на патување, можете да се опуштите и да се вратите силата со помош на добра прошетка и вежбајте во, например, теретана, во хотелот, на работа. Користите ги скалите, немојте да одите со лифт, користите паузи за брзи прошетки во околината и уживајте во свежиот воздух и сончевата светлина. Пијте вода и јадете свежо овоше наместо да пиете газирани сокови и да јадете чоколади. Понатаму, одморете се. Хроничниот недостаток на сон го преплавува вашиот систем со хормони на стрес, што го влошува шекерот во вашата крв, го попречува учењето, го зголемува ризикот од болести и депресија и краде психички и физички вашата енергија. Квалитетот на длабок сон е поврзан со подолг живот, подобрена енергија, подобро ваше расположение, ментална функција и перформанси. Исто така го намалува ризикот од дебелина, диабетес, срцеви заболувања, висок крвен притисок, рак и многу други нарушувања поврзани со вашиот стрес. Кофеин, многу масна и сладка храна, алкохол, јадење доцна навечер, чувањето гнев и недостаток на вежбање придонесуваат за слаб сон. Забавување на вашето темпо навечер им сигнализира на вашето тело и ум дека е време да се смирите, да се опуштете и да се подновите за новиот ден. Затоа спите доволно. Второ, најдете време за вашето ментално и духовно здравје. Седењето пред телевизор или сега модерно, пред компјутерот со часови ја троши енергијата и го зголемува заморот кај вас и вашата напнатост. Менталните освежувачки диверзии се како мини одмори за мозокот. Тие вклучуваат релаксирачки хоби, рекреација, социјално време, учење, нови задачи и волонтерска работа. Покрај тоа, почитувани гледачи, духовното здравје се наоѓа во центарот на балансираниот начин на живот. Важно е да одвоиме време, да ги поставиме нашите приоритети и да му се покориме секако на Бога. Тој сака да му веруваме дека ќе не води безбедно низ нашиот живот, низ зафетеноста на животните предвизици. Зајакнете го вашиот духовен живот. Како? Преку поврзување со Бога, преку молитва, читање на Библијата и секако читање на некоја инспирирана книга. Број 3. Намалите ги активностите или ќе се едноставно изгорите. Кога сме претерано зафатени и доаѓаме до точка на вриење, на кршење, неизбежен е резултатот на неуспех, на нервоза, лошо здравје и нерамнотежа. Има многу добри работи што можеме да ги направиме, но понекогаш, почитувани гледачи, добрите работи може да ги потиснат оние така наречени најдобрите работи. Фокусирајте се на вашите најважни работи, на најважни приоритети. И затоа, драги гледачи, за време на создавањето да се подсетиме, Бог дизајнирал ден за одмор, кој го издвоил за пријателство и негување врска со Него. Бог го благослови седмиот ден, зашто во тој ден, вели Библијата, се одмори од сите своји дела што ги направи. 1 Мојсеева, 2 глава, 3 стих. При создавањето Бог знаел дека ќе ни треба посебно време, посебен одмор, пријателство ќе ни е потребно, време што ќе го поминеме со Него. Затоа
и одвоил посебен ден во таа цел. Еве што кажува Библијата. Сети се на денот на одмор, а седмиот ден е одмор на Господа, твојот Бог. Тогаш немој да работиш ништо, вели Господ. Бог се грижи за вашиот распоред. Тој сака да се одморите физички, психички, емоционално, а секако и духовно. Тој ве повикува да влезете во неговиот одмор. Сите ни имаме повеќе улоги и одговорности во животот, вклучувајќи работа, брачни обврски, родителство, лични, црковни и обштествени обврски. Секоја улога може да биде исполнета со наградувачка енергија кога се одржува во една убава рамнотежа. Урамнотежениот живот, почитувани, се обликува еден ден во исто време, но не случајно, туку намерно. Ние мора да планираме. Неговите приоритети за вашиот живот не се наменити да ве скршат. Тие треба да ве зајакнат и да ве засилат. Тој ве поканува, Господ ве поканува да влезете денеска вечерва на својот одмор. Дојдете вие насамо и одморете се.